Нансен моделот за интегрирано образование се имплементира преку 3 основни програми: интегрирани во наставни активности за учениците, програма за обука на наставниот кадар и стручните служби и програма за соработка со родителите. Проектот за интегрирано образование започна да се реализира и во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Во него ќе бидат вклучени дел од учениците, родителите и наставниците со цел зголемување на соработка и степено на интеграција меѓу различните ентитети. Промовираме два битни проекта. Првиот е околу имплементација на стратегијата за интегрирано образование, кој е еден од приоритетите и на Министерството и на владата, и битен проект за соживотот во Македонија и промоција на добри меѓуетнички односи. Вториот проект исто така е битен и се вклопува целосно со нашите приоритети, а тоа е модернизација на средно стручно образование во Република Македонија, и промовиравме една современа лабораторија, односно кабинет за електротехника и телекомуникации, кабинет кој досега им недостасуваше на учениците и на професорите. Се надевам дека на овој начин ние ќе ги потикнеме и учениците повеќе да се запишат на вакви училишта, затоа што во средно стручно образование учениците полесно се профилизираат. Ние ќе продолжиме заедно со заедничките средства, Министерство, амбасада, Центарот за диалог Нансен со Скопје и општина Гостивар да им направиме што подобри услови на нашите деца што учат во двете наши училишта, основно и средно образование. Истовремено се предаде во употреба и кабинетот за практична настава во техничкото училиште. Двата проекта ќе допринесат за поадекватно образование. Се отвори уште еден нов кабинет за подобрување на нашите ученици и идните ученици кои што ќе се запишат за да можат практичната настава да ја изведуваат во подобри услови. Две паралелки кои што ќе работат по проектот на Нансен моделот за интегрирано образование, при што крајната цел на овој проект е да се зголеми соработката помеѓу учениците, наставниот кадар и родителите, со цел да имаме што поголема меѓуетничка интеграција. Нансен диалог Центарот од Скопје инвестираше во опремување на училницата со посебни дидактички средства. Овој проект, ова е веќе втора година, изминатата година 6 наставници од нашето училиште од различна етничка припадност следеа обуки, пошто има и полагање и веќе сме во втората фаза каде што отпочнува и самата реализација на овој проект. Јазичната бариера се надминува преку заедничката интегрирана во наставна активност, меѓусобно запознавање, надминување на разликите и толеранцијата. Во основното училиште Гоце Делчев Гостивар влегуваме со третите оделенија оваа година. Очекуваме дека во второ полугодие бројката на ученици ќе биде зголемена, нареднава година ќе бидат офатени дополнителни класови и оделенија. Како што кажа директорот, НДЦ Скопје со помош на Министерството на надворешни работа на Норвешка доделивме стипендии за 6 наставници. Тоа е втората програма, и третата програма активности наменети за родителите кои што ќе бидат опфатени со Нансен модел за интегрирано образование во општината. Вториот настан, значен настан за нас, како донацијата во техничка опрема, апаратура, која што ќе може да покрие средни стручни предмети од неколку смерови во средното стручно училиште во Гостивар. Веруваме заедно дека со помош на Министерството и општината ќе дадеме со ваквата инвестиција подобрување на квалитетот на наставата, а она што лично сум информиран од директорот на училиштето е дека постои голем интерес од ова училиште од страна на учениците и родителите за имплементација на Нансен модел за интегрирано образование. Нансен диалог Центарот е локална невладина организација основана во 2000 година со поддршка од Нансен академијата од Лилехамер и финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Норвешка.